вкупно 69 иницијативи за независни листи за градоначалници на општините и на град Скопје, како и 68 иницијативи за листи на советници пристигнале во законскиот рок до Државната изборна комисија. Оттаму информираа дека речиси во сите општини покрај партиските кандидати, граѓаните ќе можат да гласаат и за независни кандидати. Најдоцна до петок до пратениците во собранието СДСМ ќе ја достави новата резолуција со, како што кажа, црвени линии. Председателот на партијата Венко Филипче кажа дека оваа декларација треба да помогне во поместувањето на преговарачките позиции на Македонија на патот кон ЕУ. Тој очекува од друга страна сериозен пристап за да се изнедат решенија за заштита на националните интереси. Околу вклучувањето на бугарите во уставот, Филипче потенцираше дека тоа од нас го бара ЕУ, а не само Бугарија, и оти е тоа документ на Европската Унија. Од власта потврдија дека ќе се изјаснат откако ќе го видат документот. Собранието на Република Македонија денеска ќе продолжи со работа по 67-та седница, на чиј дневен ред се останате уште 4 неразгледани законски решенија. Пратениците ќе треба да се изјаснат по предлог измените на Законот за исплата на плати, Законот за решавање банки и Законот за финансиски инструменти. На дневен ред на седницата е и предлог Законот за средно полициско училиште. По насоки на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција оформило предмет во кој се превземаат действија на проверки на наводите за следење на премиерот Христијан Мицковски, информираа оттаму. Мицковски, кој бил следен во периодот кога бил опозицијски лидер, рече дека остава работата да ја заврши обвинителството. Тој се надева дека оние што ја злоупотребиле службената положба во тоа време ќе одговараат. Владеачката ВМРО ДПМН побара итно разјаснување и расчистување на наводите за следење и прислушување на премиерот Христијан Мицковски, како и други личности, новинари и бизнисмени. Злоупотребата на институциите во партиски и политички цели веќе е видено сценарио од СДСМ, поинаку тие не знаат. Разликата во последниот случај е во тоа што ги злоупотребија и ставија во служба на партијата едни од најзначајните институции кои треба да се грижат за граѓаните и државата, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Од партијата бараат и одговори кому и зошто му служеле прислушуваните материјали и дали со добените информации се тргувало со влијание, се замолчувале новинари и се уценувале бизнисмени. Во писмото на бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев до неговите колеги во Европската Унија, Бугарија изразила загриженост за континуираниот неуспех на Македонија да ги исполни своите обврски кон Европската Унија. Пакет договорот, одобрен на европско ниво во јули 2022 година, останува единствениот можен пат напред за оваа земја кандидат за ЕУ. За жал, наместо конструктивен диалог и добрососедски односи, забележуваме политика на конфронтација, провокации и повлекување од превземените обврски, напишал Георгиев. Околу 500 стручни и научни книги финансирани со 13 милиони евра од Министерството за образование и наука во периодот од 2012 до 2021 година, кои требало да бидат распределени во 39 државни институции, се уште се во магазин во Гостивар. Според наодите на Државниот завод за ревизија, книгите се чуваат во несоодветни услови и дел од нив се оштетени од влага и ниски температури. Забелешките на ревизорите, меѓу другите, се однесуваат и на начинот на кој Министерството ги користело јавните пари и при изградбата и реконструкцијата на основни и средни училишта во 2023 година. Националното студентско тело бара зголемување на износот на субвенциониран студентски оброк од 140 на 150 денари, почнувајќи од 2026 година. Нивното барање се темели на Законот за субвенциониран студентски оброк, кој предвидува усогласување на сумата со стапката на инфлација по секоја фискална година, а пред усвојувањето на државниот буџет. Министерката за образование и наука Весна Јаневска изјави дека ќе се залага за барањето за покачување на субвенционираниот студентски оброк, но истакна дека не може да гарантира дека ќе се случи тоа.
На 14 млади инженери од различни области денеска во Охрид ќе им биде доделено признанието Инженерски прстен 2025. Признанието ќе го врачи претседателката Гордана Селјановска-Давкова, а свеченоста ќе се одржи на платото пред црквата Свети Климент и Пантелемон, Плаошник во Охрид. Признанието им се доделува на најуспешните студенти кои дипломирале на факултетите што негуваат инженерски дисциплини на 4 државни универзитети. Забраната за движење во шумите продолжува до 30 септември, соопшти од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За непочитување на забраната предвидена е глоба од 1500 до 2000 евра. Од Министерството ги повикуваат граѓаните на особена предпазливост со цел спречување на појавата на пожари на отворен простор. Поради подготовки за тиквешки гроздобер, од денес улици околу централното подрачје во Кавадарци нема да бидат проводни за возила. Од општината појаснуваат дека поголемите настани од културно-уметничка, едукативна и забавна програма ќе опфатат повеќе локации од градот. Од таму изразуваат надеж за разбирање и поддршка на настаните што следуваат. Посака овој тиквешки гроздобер да биде уште една убава приказна под отворено небо. Традиционалната манифестација во Кавадарци ќе се одржи на 5, 6 и 7 септември. Со настапот на актерите од Струмничкиот театар со представата Синот од Флоријан Зелер, а во режија на Благој Мицевски на 8 септември во Струмица, ќе започне 33-тото издание на меѓународниот фестивал на камерен театар Ристо Шишков. Годинава на програмата ќе има 13 театарски представи од Македонија, Бугарија, Србија и Италија. Народното собрание на Република Српска синоќа избра нова влада. Сава Миниќ е избран за премиер со 50 гласа за од 83 пратеници, додека двајца се изјасниле против. Правните експерти и представниците на опозицијата ја оспоруваат легалноста и легитимноста на владата на Миниќ, бидејќи тој беше номиниран од Додиќ, откако долгогодишниот премиер Радован Вишковиќ поднесе оставка на 22 август. Пекинг беше домаќин на голема воена парада по повод 80 години од победата на Втората светска војна, од поразот на Јапонија со присуство на 26 шефови на држави. На парадата беа презентирани балистички ракети со нуклеарен погон, ласери, джиновски подводни дронови, вооружен роботски волк. Настанот ја демонстрираше и блиската политичка, економска и воена соработка меѓу Кина, Русија, Иран и Северна Кореја. Американскиот претседател Доналд Трамп експресно реагира преку социјалните мрежи. Нека претседателот Кси и прекрасниот народ на Кина имаат голем и траен ден на прослава. Ве молам, пренесете ги моите топли поздрави до Путин и Ким, додека кроите заговор против мојата држава, напишал Трамп. Веднаш стигна одговор од Русија преку советник на Путин. Не планираме никакви заговори и ниту еден од тројцата лидери не помислил такво нешто.